Засилена улога на Советот на јавните обвинители при изборот и разрешувањето на републичкиот обвинител, а членовите ќе може да иницираат и негово разрешување. Јасна постапка за разрешувањето на председателот и заменик председателот на Советот, побарање на четворица членови, но и разрешување на членовите со јасни рокови и критериуми. Новиот предлог закон предвидува и поголема транспарентност во работата на Советот, построги стандарди за избор на членови, со кои се гарантира стручност, искуство и интегритет. Експлицитно има право да испита ситуации на можна повреда на самостојност на јавен обвинител, внатрешно или надворешно загрозување, нешто што и во меѓувреме беше донесено со правилник, но сега ставаме во надлежностите една јасна, експлицитна надлежност. Решава во втор степен по дисциплинска постапка и во постапките за суспензија на јавен обвинител, односно времено оддалечување. На јавната дебата за законот имаше и забелешки на речникот користен во законскиот предлог, пред се за терминот истакнати правници. Малку ми е дискутабилно во смисла на прешироко поставено во рете, ако може би повеќе би одговарало нешто, доколку претпоставувам се алудира на тоа, но бидејќи е законски текст, да биде, да кажам, нешто објава на стручни трудови, некои такви, значи, достигнувања од областа, одошто формулацијата да се истакнал. Експертите го поздравија и начинот на кој се носат реформските закони за правосудството, посебно делот за јавните дебати. Направен е значителен обид да се направи подобар текст од оној текст кој што претходно беше, од Законот за Советот за јавни обвинители. Меѓутоа, морам да признаам дека голем дел и од членовите се многу деклараторни. И прашање е колку во текот на праксата можат тие да се имплементираат така како што деклараторно се изнесени. Освен овој, во собраниска процедура е и новиот закон за јавно обвинителство. Крајот на декември лани беше изгласан новиот закон за судскиот совет, каде исто така се поставени јасни правила за дисциплинска одговорност на судиите и членовите на советот. Крајот на јануари пак беа коригирани скандалозните измени на кривичниот законник од 2023 година. Во меѓувреме од Министерството за правда се очекува и новиот кривичен законник.